Почитувани, во ова видео ќе ве запознаеме со действувањето на организацијата во временскиот период од 1894 до 1900 година. Од кога ја основале револуционерната организација, во почетокот на 1894 година бил свикан состанок на кој се усвоила програма за действување. Тогаш е напишан и првиот устав на организацијата, чиј автор бил Петар Попарсов. Се конструирал и Централниот комитет, на кој за председател бил избран доктор Христо Татарчев, а за секретар Даме Груев. Организацијата почнала да се шири и да расте. Таа забележала голем подем со стапувањето на новите членови во неа. Тоа биле Гоце Делчев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Христо Матов и други. На ресенското советување на Централниот комитет биле формирани три револуционерни окрузи – Солунски, Битолски и Скопски. До есента на 1895 година организацијата изградила мрежа во сите делови на Македонија. Во 1896 година во Солун се свикува конгрес на кој била основана нова стратегија и тактика во действувањето. На конгресот се применува и новиот устав, кој веќе бил изработен од Гоце Делчев и Ѓорче Петров. Според уставот, таа се нарекува Бугарски македоно-одрински револуционерни комитети и се раговоди од Централниот комитет. На истиот конгрес е создадено и задгранично представништво. За задгранични представници во Софија биле избрани Гоце Делчев и Ѓорче Петров. По конгресот интензивно се започнало со создавање на вооружени чети на целата територија. Организацијата веќе имала насекаде тајна милиција и веќе создадена курирска мрежа. Гоце Делчев ги организира и пограничните пунктови на територијата на Слободна Бугарија во местата Кочериново, Рила, Кјустендил и Дупница, преку кои се внесувало во внатрешноста на Македонија литература, оружје и други пропагандни материјали. Со својата енергија тој придонесува многу во ширењето и развивањето на револуционерната организација. Од 1897 година во организацијата се појавила идејата за создавање на Четничкиот институт. Гоце Делчев го создава Четничкиот институт во 1899 година, а во 1900 година постепено се заменувале старите арамиски војводи со офицери и подофицери од бугарската армија, за да нови војводи на организационо-агитаторски чети. За први агитационо-организациони војводи и инструктори во Четничкиот институт од бугарската армија во Македонија доаѓаат Михаил Апостолов Попето, Христо Чернопеев и Ѓорги Иванов, познат и како Марко Лерински. Нивна задача била да ја подобрат дисциплината кај четниците во организацијата и да ги стекнат со воена подготовка. Доколку сакате да дадете поддршка, зачленете се на нашиот YouTube канал. Ви благодариме за вниманието.